Предложениот дневен ред со една единствена точка советнички прашања го ставам на расправа. Отварам расправата. Истиот, дали имаме пријавени за дискусија по дневниот ред? Констатирам дека нема, затварам расправата и истиот го ставам на изјаснение, ќе молам да се произнесе на тоа. Ви благодарам, почитувани колеги. Вкупно се произнесоа 33 советници, за едногласно констатирам дека дневниот ред со една единствена точка на дневниот ред советнички прашања едногласно усвоен. Одиме по точките од дневниот ред, значи поведете. Процедурално господин Атарсич Александар, координатор на советничката група на Сојузот за еднина. Поведете. Благодарам, председателе, почитуван градоначалник, почитувани новинари, почитувани колеги советници и гости. Советничката група на СДСМ заедно со своите коалициони партнери од Сојузот за еднината денеска ќе ја напушти денешната седница на Советот на општина Куманово со цел да го искаже својот револт за одредување на мерката притвор на председателот на Советот на општина Центар од Скопје, господинот Мирослав Шиповиќ, која е донесена од Основниот суд 1 од Скопје. Со оваа наша постапка сакаме да испратиме една силна порака до јавното обвинителство и МВР дека сите граѓани имаат право на обезбедување на фер и правична судска постапка. Сметаме дека со ваквата брза одлука на судот се прекршени Уставот и законите на Република Македонија, каде не се почитува презумцијата на невиност, односно она што значи дека никој не е виновен додека судот со правосилна пресуда не каже дека е виновен. За жал во нашата демократска држава притворот стана пракса, а судбината на обичниот човек без вред. Многу пресуди за притвор беа изречени во минатиот период, меѓутоа многу од нив паднаа во вода. Но остана само големите дамки на луѓето што го преживеа тоа. За крај сакам да заклучам дека бараме правичност, правда и почитување на законите за секој граѓанин на Република Македонија, без разлика на неговата политичка, верска или национална определба. Бараме институциите на системот да се издигнат над политиките на власта и со своето работење да покажат дека државата се грижи за сите граѓани подеднакво, овозможувајќи им слобода на одбрана, слобода на изјаснување и слобода на говор. Сакам една голема благодарност и до вас, новинарите, бидејќи вие сте главните носители на вестите и зракот на сонцето на вистината. Сега благодарам до сите присутни овде во салата, советничката група на СДСМ и коалиционите партнери од Сојузот за еднината ќе напуштиме оваа седница. Благодарам. Благодарам на вас, господин Арсич. Кој се јавува за збор? Градоначалникот се јави. Поведете. Јас сум искрен партијата на Сојузот за еднината, односно Централен градски сојуз, во знак на солидарност со мојата советничка група и мојата партија која ми даде мандат и јас денеска нема и мојата регистрација без списка. Седно се на срати. Ви благодарам, градоначалник. Почитувани колеги, ќе ве молам за внимание. Почитувани колеги, ќе ве молам за внимание. Благодарам. Почитувани колеги, бидејќи претходно имавме најава од страна на координаторот на советничката група на Сојузот за еднината, а воедно и од градоначалникот за напуштање, т.е. бойкотирање на оваа седница на Советот. А согласно деловникот за работа на Советот на општина Куманово, бидејќи веќе имаме
ставено точка на дневен ред советнички прашања кои што треба да бидат поставени до градоначалникот и администрацијата, кои што најавија дека во знак на подршка, тоест градоначалникот во знак на подршка на советничката група на СДСМ ќе ја напушти седницата. Значи, тука оваа седница ќе ја прекинам, во меѓувреме ќе добиете датум за продолжување на истата седница, а исто така и јас како составен дел на советничката група, не сакајќи да го повредам статутот и деловникот за работа на овој орган, значи приморан сум да ја прекинам седницата тука. Процедурално, господин Драган Петровски, поведете. Само една реплика на градоначалникот. Колега, се извинувам, значи на процедурално реплика нема. Можете да добиете збор од процедурално. Поведете. Градоначалникот изјави дека тој има добиено мандат од партија. Колку што знам, на него мандат му има дадено граѓаните. Уред, колега, значи, ќе ја молам да не ја злоупотребуваме можноста да се јавите под процедурално и да давате реплики или било кој друг на коментари. Процедурата се однесува во делот на кршење на деловникот. Она што го кажа градоначалникот, значи имате други можности да го кажете во јавност или да го коментирате. Дали имаме друг за процедурална интервенција, констатирам дека